Добар ден, јас сум Марио Симјановски. Денеска ќе ја презентирам мојата матурска задача. Мојата задача беше страница за електронска трговија. Во оваа задача ги користам јазиците PHP, користам HTML, користам JavaScript и CSS. Ова е иницијалната страна. Тука имаме поле за email и поле за пасворд. Тука исто така имаме копче кое што не носи на страница за регистрација, каде што може да создадеме акаунт. Може тука да земеме за примерок некое кое било име. Тука ќе да речеме Александар. Следно емајлот нека е нешто лесно. Мајмунче. Сега ако го оставам и ако одам на следното поле, please include an add symbol. Значи ни бара add symbol да биде точно. The following add е incomplete, значи не е довршен. Ни треба целосен email за да може да продолжиме со пишување на другите полња. Кај пасвордот приметувате дека на сите полиња има некаков текст. Enter a number. Paste the URL to your profile image. Enter a number. И сега тука рисуваме пасворд. Пример P1234. Индикаторот е начин да се разделат два корисника со ист юзернейм. Ако постои еден Александар, тогаш друг Александар ќе биде информиран дека неговиот индикатор веќе постои, за да може да го смени индикаторот кога ќе може. Тоест, кога ќе ја прави регистрацијата. Тука како пример ќе земеме 531723. Овој број може да биде каков било, но не сме да биде поголем од 6 цифри. Следно имаме сликата. Тука можеме да пребараме некоја слика и да ја вметнеме. И тука имаме број на картичка. Бројот на картичка е максимум 4 бројки. Ние ќе го ставиме 6213. И тука имаме дата на поминување на рок на картичка. Тука можеме да ставиме која било дата, но важно е да биде дата некаде понапред. Бидејќи ако е датата пред овој датум или точно овој датум, не е важечка. Сега, ќе приметите, јас немам ставено слика во полето за image и кога ќе стиснам register, ме праќа тука и пишува тука account not created. All spaces need to be filled to create an account. Please go back to the registration page. Ова поле тука, овој текст не треба да биде, но сепак е тука поради проблеми во синтаксата, но сепак работи како што треба. Акаунтот, ако провериме, ќе биде создаден, но нема да е важечки. Александар ете го тука, но нема тука profile image и ако се логираме, неговата слика ќе биде празна. Следно, можеме како примерок да влеземе со мојот акаунт, како пример што го имам направен. ms@gmail.com. Ако јас внесам каков било пасворд, без тој пасворд да биде точен, кога ќе стиснам логин, тоа ќе ме врати назад на логин страницата. Но, ако внесам точен, тогаш ќе ме пушти. Тука е страницата за профил. Тука е името, имаме хаштаг и имаме индикаторот. Тука индикаторот ми е 1, 2, 3, 4. Тука има About Me, каде што се пишува за општо што било. Ова се пишува од страна на корисникот и ова не е дел од
регистрацијата, ова може отпосле да се направи. Тука го гледаме бројот на картичката, тука гледаме датата кога картичката станува неважечка и тука гледаме emailed. Сега тука имаме три копчиња. Edit account, create listing и logout. За едитирање акаунт не носи на посебна страница, каде што имаме форма за пополнување и во оваа форма треба да се пополнат сите полиња и кога ќе се стисне Save Changes, ќе се сменат. Значи, ако јас тука ставам некоја слика, сега да речеме примерок ќе земам од тука, можеме да ја земеме истата слика која што има. Еве тука. Ќе ја копирам, ќе однесам тука и ако ја ставам истата слика, истата ќе се појави. Следно, можам името да го сменам само во Марио, пример. Индикаторот ќе го сменам од 1, 2, 3, 4 по 4, 3, 2, 1. Бројот на мојата картичка ќе го ставам, например, 5, 5, 2, 1. И датата ќе ја сменам неколку дена после. Во About Me ќе ставам само здраво. За разлика од претходно, што имаше многу повеќе текст. Сега кога ќе стиснам Save Changes, нема да се примети од одма, но откако ќе се рефрешне страницата, се што е сменето, ќе се ажурира и ќе се прикажат сите податоци од поново. Еве го, моето име од Марио Симјановски се претвори во Марио, индикаторот ми е различен, About Me сега само пишува здраво, бројот на картата е сменет, датата е смената и емаилот е сменет. Другото копче, Create Listing, ни создава листинг. Тука треба да внесеме image URL од некој продукт и тука треба да го кажеме името на продуктот. Исто така имаме и дескрипција на продуктот и колку ни е цената. Цената се пишува со цел број и со 2 децимални места. Сега ќе земам исто така примерок од веќе постоечки листинг. Ќе земеме, да речеме, брујмашина. Овој листинг веќе постои, но јас ќе земам примерок. Ќе го копирам ова и тука ќе ставам сликата и тука ќе напишам брујмашина. Како име. Во дескрипција ќе напишам брујмашина и можам да потенцирам нешто. Можам да речам дека е искористено. Можам да напишам дека е стара. Можам да напишам каква е брујмашината. Девалт. Дали е од некој бренд. И откако све ќе потенцирам во дескрипцијата, ако и треба нешто друго додатно да напишам, ќе одам на цена. Цената можам да ја ставам што било, но мора да има 2 децимални места. Ќе напишам дека е 1500. И ќе го создадам листинг. Сега, во My Listings, пак не се гледа дека е нешто ажурирано, но кога ќе стиснеме на рефреш копчето, ќе ни се ажурира. Сега тука го имаме листингот за брујмашината. Оваа страна се вика My Listings. Во My Listings стојат ексклузивно листингите кои што вие ги имате создадени. Ако создадам уште еден листинг со различно име, различна цена, се е сосем различно да е, пак ќе се појави тука. И ова е ексклузивно за сите корисници. Кога ќе стиснам на ова, ме носи на страницата на продуктот. Тука го имаме името, тука го имаме дескрипцијата, тука имаме од кој корисник е постирано листингот и имаме паричната цена. Може да приметите дека можеме овој листинг да го додадеме до нашата кошничка. За тоа ќе спомнеме после. За сега ќе одиме на следната страница, Listings. Во Listings страницата ги имаме сите листингзи кои што постојат. Тука имаме Vintage велосипед, брујмашина Девалт, телескоп, некои работи кои што се продаваат.
Ако стиснеме на пример на Blender Nutribullet, имаме тука дескрипција, имаме тука кој корисник ја постирал и имаме тука цена. Сега може да го додадеме овој продукт во нашата кошничка и тука ќе ни излезе порака. Item successfully added to cart. Ако нешто погрешно се случи, ќе ни излезе порака која што ќе ни каже дека не е точно влезено во нашата кошничка. Следно, може да ја провериме кошничката. Ако стиснеме тука, гледаме дека има репрезентација на нашиот продукт кој што седи во нашата кошничка. Сега тука можеме да се вратиме назад или може да испразниме нашата кошничка. Ако јас излезам назад, го да додам овој велосипед, можам пак да се вратам во кошничката и ќе го имам и велосипедот тука. Ако сакам продуктите да ги избришам од мојата кошничка, ќе го стиснам Delete копчето, кој што ќе ме врати назад на страницата за листинги и кога ќе се вратам во кошничката, ќе ми биде празна. Можам да додадам колку што сакам продукти во мојата кошничка и кога ќе го стиснам Delete копчето, сите ќе се избришат. Следно, одиме на About страницата. About страницата е целосно CSS и HTML. Тука имаме општо опис на страницата, како примерок дадено, и тука имаме копче за контакт пејџот на страницата, кој што исто така може да се види и тука. Ако стиснеме на ова копче, не носи на Contact Us и тука имаме Thank you for shopping with us и имаме различни информации. Имаме телефонски број, емаил, во кое време работиме, мейлинг адреса, социјални медиуми и други додатоци општо на контакт страницата. Од тука ќе се вратиме назад на профилната и ни остана уште последното копче, кое што ни е логаут копчето. Кога ќе го стиснеме, се враќаме на иницијалната страница, тоест индекс, и тука завршува ова проектна задача. Ви благодарам.